Се повеќе расте револтот кај пензионерите од односот на Сојузот кој наместо да ги заштитува нивните интереси, влегува во конфликт со нив. Последни со реакција се јавија пензионерите од Гевгелија, барат итна промена на раководството. Се жалат на неотчетност и нетранспарентност и обвинуваат за расипничко трошење на нивните пари. Прашуваат зошто во оваа тешка економска криза не се насочуваат повеќе пари за најзагрозените пензионери, туку вештачки се пумпаат непродуктивни ставки. Се сомневаат дека Сдруженијето работи за нечија лична корист. Колку продолжат да не дават отчетност во работењето, отчетност во трошењето на заедничките пари, и тоа е можно. Ево да напоменам, ние имаме поднесено неколку писмени барања до сегашното, да кажам, нелегитимно раководство да дадат во писмена форма известување како се потрошени 900.000 денари од така наречените интелектуални услуги од 2022 година по завршна сметка. Тие се жалат дека со овие пензии не можат да го истуркаат месецот. Со плаќање сметки и лекови, пари за храна немале. Со овие просечни пензии, минимални пензии, уствари, на никој не му стигнуваат и јас не знам како ќе успееме не знам за колку период тама, како ќе успееме да испаднеме на крај од месец на месец. Пензиите се мали, примењата се исто така мали. Претходно и пензионерите од Прилеп се пожалија од раководството на Сдруженијето, а некои од нив и го напуштија со нотарска изјава. И битолските пензионери гневни од односот на Сојузот во кој членуваат. Тие бараа превоз за големиот протест во Скопје, но не наидоа на подршка, па најавија дека ќе бараат помош од градоначалникот. Пензионерите повеќе од една недела протестираат речиси во сите градови. За утре најавен е масовен протест во Скопје. Тие се децидни дека никој нема да ги предомисли. Бараат минимална пензија од 20.000 денари и линеарно зголемување на пензиите од 3.500 денари. Статистиката вели дека 1/4 од пензионерите во Македонија живеат со минимална пензија од 12.600 денари. Само околу 90 пензионери во државата го земаат највисокиот износ, што може да се исплати нешто над 54.000 денари. Но тоа се главно луѓе кои печалеле во странство.